Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија. Добро утро, почитувани слушатели, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. И овој понеделник во Здравје зборуваме за здравата храна и здравиот начин на исхрана, а мој соработник и овој понеделник е доктор Александар Митов, магистар по здравствена екологија и влијание на животната средина врз здравието. Доктор Митов, добре дојдовте во Здравје и овој понеделник. Добро утро, добро ве најдов. Денеска ќе зборуваме на тема колку брзо се прифаќаат новините во медицината, односно новини од аспект на исхрана, како терапија за одредени заболувања. Многу пати досега сме зборувале за силните ефекти на исхраната и некој би можел да праша, со право еве и ние се прашуваме, зошто не сме ги слушнале овие работи порано или од некој друг лекар, односно зошто на пациентите не им се препорачува да паралелно со медикаментната терапија да примаат и храна како терапија, односно посебен режим на исхрана за подобар третман на заболувањето. Токму денешната емисија ќе посветиме на ова дилема и првото прашање зошто овие сознанија за исхраната, бидејќи навистина делува и е докажано, се уште не се распространети во секојдневната клиничка пракса, односно зошто не им се препорачуваат на пациентите. За да одговорам на вашето прашање, би требало да отидам и еден чекор поназад, односно да кажам како општо пробивот на идеите, на новите идеи, на новите откритија во медицината генерално се случува. Имено станува збор за медицината како наука, можеме слободно да кажеме за една релативно конзервативна наука, и тоа потекнува од неколку конкретни причини. Прво и основно, лекарите работат со човечки живот и од тука сета предпазливост е разбирлива. И не само разбирлива, туку и очекувана и добре дојдена. Впрочем, првиот принцип на медицината е, ќе го кажем и на латински, primum nil nocere, односно најнапред да не наштетиме. Значи, тоа е основната премиса од која што би требало да поаѓаат сите лекари, и тоа е тој основен став дека најнапред треба да не се наштети. И сега вие можете да разберете дека ако тоа е генералниот став, како ќе биде односот кон сите релативно нови идеи, или пак ако звучат малку, да речеме, поалтернативно, зошто ние лекарите веднаш можеби некогаш и малку повеќе од вообичаено знаеме да бидеме предпазливи или недоверливи. Второ, важно е да се напомене дека системот на едукација, системот на медицинска едукација е релативно инертен систем. Значи, не е толку лесно откако работи ќе бидат откриени и утврдени како факти, да влезат во тоа што е секојдневна пракса, а за да влезат во секојдневната пракса, најнапред треба да се најдат во некои учебници. Го сваќате патот, така да најнапред оди... Или научни списанија, медицински еминентни журнали. И веќе да биде објавено. Така да затоа е можеби и инсистирањето на следење на тие журнали разбирливо, или тоа во медицината системски е решено преку така наречената континуирана медицинска едукација. Во учебниците ќе ги научиме за новостите новите студенти, нели, идните лекари. Но тие кои што веќе се лекари и завршиле медицински факултет пред 5, 10, 15, 20 години, медицината не застанала, се разбира. Тие не ја препорачуваат таа терапија, бидејќи не се навраќаат повторно да ги читаат, предпоставувам. Тука е сега моментот, и тој трет момент, еве јас во мојата едукација лично, иако релативно не така одамна го имам завршено медицинскиот факултет, но и по старите колеги, па и по младите. Моментот за исхраната или нутрицијата не е до тој степен застапен, не е до таа степен застапен во учебниците, и во пракса многу малку слушаат моите колеги за оваа важна тема додека студираат. И од тука не е развиена
доверба кон исхраната, односно исхраната не се перцепира како лек или наједноставно кажано имаме внатрешни ставови кои што ја подценуваат исхраната. Може само површински да е набројана исхраната како ризик фактор, еве конкретно. Најчесто и така ја среќаваме како можно е да биде проблем од јадење мрсна храна, од внесување заситени масти и така површно, меѓутоа дури и таков совет кога се дава не ја врши работата, односно не можеме да сметаме дека ние сме дали еден потполн совет за правилна исхрана, за правилен режим на исхрана на еден пациент, доколку му кажеме и не претерувајте, бидете умерени, намалете мрсна храна. Мислам, тоа само по себе не дека е лош, но е премногу општ тој совет. Значи и тука тоа е исто како да му ги дадеме сега ние лекарствата, таблетите на пациент за кои што знаеме дека треба да му бидат администрирани 2 пати дневно, значи треба да бидат на 12 часа дадени во конкретни дози, но наместо тоа само да му ги дадеме и да кажеме пијте кога можете. Или од време на време не е лошо да се напиете од овие јапчиња. Се разбира, нели? Не е така. Од тука треба да има еднакво сериозен став и кон исхраната, бидејќи како што зборувавме во многу емисии наназад, ќе зборуваме и во уште, исхраната влегува во првата линија на терапија. Не може воопшто да му наштети на пациентот, напротив, може да само му помогне. Да му помогне. Така тоа е нашето мото изминатите неколку емисии во здравје. Доктор Митов, еве, кога сме кај научните студии, ги споменавте и вие повторно научните студии кои постојано се потврдуваат дека навистина може да помогнат во паралелно со терапијата за пациентот да се чувствува многу подобро. Колку време е потребно една научна студија да биде општо прифатена и да се препорачува за конкретно заболување? Тоа е мерено конкретно за да се одговори на вашето прашање. За среќа има научни студии кои што се запрашале токму со тоа прашање, за кое што вие сега ме прашувате. Значи, многу логично прашање е тоа. Ова што денеска сме го откриле, да речеме, преку епидемиолошки студии или во лабораторија или на било кој друг начин и сме сигурни дека е точно, за колку време можеме да видиме дека колегите низ светот ќе го применуваат. Една таква научна студија проценила дека требаат 17 години за нешто откако ќе биде утврдено како научен факт, неоспорен, па до моментот на широка распространета клиничка употреба. И сега пазете употреба во Соединетите Американски држави, например. Како дека постои одредена разлика или да речеме мало задоцнување до кај нас. Така да и тие 17 години и кај нас не се правило. Но тоа е важно. Сигурно до 20. Па до 20 на години секако ние ќе стасаме. Така да тоа е важно да се разбере дека постои таква дискрепанца. И пациентите да се свесни, и колегите да се свесни, лекарите да бидат свесни дека дури и нешто како потполно ќе се утврди. Јас сега ќе дадам и неколку конкретни примери во историјата. Така лично вие во моментот бидејќи ја пратите оваа проблематика подолго време, во моментот на што ставате акцент, зошто не се препорачува како терапија? Значи, која храна, која исхрана, ваш став, ваше размислување? Значи, имате сознание и научни докази, читате научни докази, пратите, дека навистина може да помогне за конкретно заболување. Многу важен момент е да се, кога зборуваме генерално за позитивниот ефект на исхраната, е да се намалат животинскиот удел, односно месото, млекото, млечните производи и јајцата, кои што се богати со заситени масни киселини, нивниот удел сразмерно да се намалува во однос на тоа колку пациентот е болен или колку сака да биде здрав од аспект на превенција. Тоа е тој така наречен спектар на доктор Орниш. Така да во тој правец треба човек и да размислува за тоа што е здрава храна, а што е нездрава. Ќе го продолжиме разговорот по кратката пауза за реклами. На вистина интересна тема. Имаме уште информации и факти околу здравата храна како помошно средство во третман на одредено заболување. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија.
Почитувани, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија и овој понеделник со мене во студиото на РСМ е доктор Александар Митов, магистар по здравствена екологија, влијание на животната средина врз здравјето. Со доктор Митов овој понеделник разговараме на тема колку брзо се прифаќаат новините во медицината, односно исхраната како начин на терапија за одредено заболување. Доктор Митов, стигнавме до научните студии, односно колку време е потребно една научна студија, односно конкретна исхрана да биде препорачувана на пациенти за одредено заболување. Може ли некои конкретно примери да дадеме, значи за една научна студија колку време е било потребно за да стигне во пракса, односно лекарите да ја препорачуваат на пациентите за одредена болест? Од тука е многу важно човек да знае и да не се понесува по тие диети кои што стануваат популарни од една сезона во наредна, така како што беше, например, популарна диетата за исхрана по крвни групи или такви други диети кои што стануваат од време на време, земаат замав и одеднаш почнуваат да се применуваат широко, иако за таквите случаи пак воопшто нема научни докази. Но во одговор на вашето прашање, еве ќе дадам такви примери кога се случува да доцни веста, да доцни добрата вест дека нешто треба да се направи и да се губи време. Конкретно ќе го кажам примерот за доктор Али Стюарт, кој што на многу места го имам спомнувано досега. Тоа е примерот за доктор Али Стюарт, е познат епидемиолог. Таа работела во Британија некаде во втората половина на 20-тиот век. Многу значаен момент е дека таа во 1952 година открива дека кога кај бремени жени ќе бидат изложени на рентген зраци, тогаш се зголемува веројатноста за аномалии кај детето или за леукемија. И тоа го поставила на многу јасен, многу цврст начин. Го докажала, значи, уште во 1952 година објавувајќи таа студија. Меѓутоа, доктор Али Стюарт била потполно отфрлена од остатокот од медицинскиот естаблишмент во Велика Британија во тоа време. Од повеќе причини, можеби едната од нив била токму заради тоа што таа е жена, а остатокот од лекарите тогаш биле научниците биле мажи, но како и да е, прошле 25 години додека нејзиното откритие да биде уважено од остатокот од медицинскиот свет и внесено во препораките на Кралскиот коледж на радиолози во Британија. Значи 25 години откако таа утврдила дека зрачењето со рентген зраци кај бремените жени предизвикува леукемија, може да доведе до леукемија. Замислете вие колку години, колку генерации прошле на зрачење додека тоа не било прифатено. Тоа е една голема лекција за нас како лекари, како медицински свет, дека треба да бидеме многу поотворени и повнимателни кога излегуваат такви студии и да се пази, бидејќи може да се направи генерацијска штета. Втор таков пример кој што би ви го дал и кој што исто ги кажувам, ова се помали примери од исхраната. Исхраната ќе се испостави за 10-15 години дека е многу поважно од овие примери што ги кажувам. И милиони луѓе ќе го загубат својот живот заради нездрава и неправилна исхрана. Вториот пример е примерот за доктор Семелвајс. Семелвајс работел во втората половина на 19-тиот век во Виена, гинеколог. И тој приметил дека во одредена болница во Виена има многу почести случаи на смртност кај родилките, дека заболувале од така наречената родилна треска или пуерперална треска. И доктор Семелвајс тоа го поврзал со фактот дека постои мртовечница во истата болница и дека колегите лекари покрај тоа што пораѓаат наутро и обдуцираат. Так. И тој открил предпоставувал дека нешто што лекарите го носат на рацете од починатите пациенти се пренесува, да. И всушност открил дека кога лекарите ќе ги измеат рацете во хлорен раствор, дека доаѓа до рапидно паѓање на случаите на смртност од родилна треска и воопшто појавување на родилна треска. Меѓутоа, колегите во тој период биле силно навредени од неговата предпоставка дека може лекар да биде одговорен за смрт на пациент. Доктор Семелвајс бил отфрлен од лекарската фела, од медицинскиот свет, завршил, за жал, не само што е изгубил работата, го изгубил и паметот, човекот просто не можел да поверува како не може да ги убеди остатокот од колегите дека е во право. Завршува во психијатриска установа
и бил претепан за на 10-тиот ден откако бил таму, починува. Така да тоа е една доста трагична приказна за доктор Семелова и синаку пионер во медицината, кој што открива дека нечистите раце во медицината може да значат смрт на пациентот. Ние сега него го величаме, да речеме, и го славиме, меѓутоа 150 години после неговата смрт. Еве, навистина слушнавме добри научни докази колку време е потребно за едно сознание во медицината да премине во пракса, но за конкретните примери имаше отфрлање од лекарите, од колегите на научниците. Да. Има ли други фактори кои влијаат? Зошто толку брзо не се пробиваат научните докази во пракса во медицината? Мораме да бидеме свесни дека е важен моментот на влијанието на фармацевската индустрија денеска во пробивот на тие нови студии, дека е важно дека постојат интереси, за жал, и дека тоа е многу важно во делот на што, како и кога ќе биде презентирано. Кој лек кога ќе биде ставен на пазарот, тоа одлучуваат фармацевските куќи, а не одлучува некој поголем интерес. Впрочем, и самата наука денеска, за жал, е пренесена во лаборатории, во приватни лаборатории, кои што се контролирани од приватни интереси. Тоа е проблем, заради тоа што кој ја контролира науката во медицината, тој го контролира прогресот. И од тука е многу важно тие студии да се објавуваат, јавноста да знае, да се дебатира на оваа тема, новините да бидат присутни и секојдневни теми. И токму на овој начин ќе дојдеме во ситуација да има брз пробив, ама за тоа бара едуцирани лекари и едуцирани пациенти, односно едуцирани граѓани. Така и често да се зборува, оваа тема навистина интересна, ќе ја продолжиме и наредното издание на Здравје. Тогаш ќе зборуваме за доста актуелна тема, канабисот во медицината, бидејќи вчера прв пат во Македонија се отвори јавна дебата и токму и ова прашање оди во контекст на нашата тема, така да на новините ќе разработиме подетално во наредното издание на Здравје. Доктор Митов, за жал тука времето не истече на емисијата. Ви благодарам за одвоеното време и за советите и во ова издание на Здравје. Ви благодарам и вам. Почитувани, тука е крајот на денешното издание на емисијата Здравје во продукција на Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Александар Динев, техничка реализација Владимир Дамјановски. Денеска сме понеделник, 23 ноември 2015 година. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ви закажувам повторна средба со Здравје во петок во 9 часот и 5 минути. Од мене до слушање и пријатен ден. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија.